во ова собрание во изминатите години се изнаслушавме уште каква не реформа во здравството. Секој неуспех се покрива со нова реформа и ние не знаеме која е подобра, дали претходната, дали новата. Реформа врз реформа. Ама секоја реформа на министерот Никола Тодоров носи нови загуби. До сега 60 милиони евра дупка загуба од така наречените реформи на Тодоров. И сега на дневен ред имаме еден таков реформаторски закон кој е недовршен, за кој многу прашања постави колегата Менде Диневски, но не доби одговор од министерот Тодоров, каде и како ќе се регулираат продажбата на овие лекови. Само за подсетување дека лековите се издаваат од лекар, а не се продаваат во маркети. До сега овие ОТЦ лекови беа издавани, но под контрола или со препорака на фармацевт, а сега секој вработен на бензинска пумпа или во маркет може да продава лек. И како што вели министерот, овие лекови биле со мала токсичност, но сепак се токсични. Значи, овде немаме гаранција дека нема да има злоупотреба, нема да има предозирање и така натаму. Ниту какво ќе биде пакувањето, ниту колку таблети ќе може да се купи, ниту дали ќе бидат посебно значени овие лекови и многу други неодговорени прашања. Ги спомнавте државите, оние што ви одговараат, но заборавивте да кажете дека и во Германија и во Велика Британија е дозволена продажба на овие ОТЦ препарати, но на одреден број на препарати, ограничен број на купувачи, а додека во Германија е дозволена продажбата, слободната продажба, само на дел од хербалните препарати и додатоци за храна, кои не предизвикуваат никакви несакани ефекти. А во Велика Британија исто така се продаваат дел од аналгетици, но тие се во строго ограничена доза и количина која може да се купи. Но исто така министерот Тодоров остана должен да одговори на многу прашања кои беа поставени на Комисијата за здравство и верувам дека овој пат нема да избега и нема да ме обвини дека го мразам, а туку ќе собере храброст и машки ќе одговори што тоа се случи со тендерската набавка или со тендерите на новинарката Ивона Талевска, за кои сакавте да скриете, но сепак, според зборовите на вашиот лидер, вистината е како шило и кога тогаш ќе излезе на виделин. Вие можете сега да се фалите колку многу опрема сте набавиле, но веќе е јасно како се набавува оваа опрема и откако безсрамно ја криевте и ја заштитувавте Ивона Талевска, на тој начин што се обидувавте по секоја цена да ги сокриете безсрамните малверзации со парите на граѓаните, избегавте од комисијата, ве сваќам, ме обвинивте дека ве мразам. Не ве мразам лично вас, мразам на кој начин се трошат парите на граѓаните, но сепак треба да одговорите на неколку прашања. Вие на самата комисија признавте дека имало промена во собственост на фирмата и тоа го отвара, исто така отвара уште друго прашање, колку тендери во Министерството за здравство се доделени на ваков начин, со промена на собственост на фирмата преку ноќ. Или пак нова формула, додели тендер, а потоа ќе се појават кои се вистинските собственици. 9 дена откако е распишан овој милионски тендер од страна на Министерството за здравство, Ивона Талевска, замислете, се повлекува од фирмата и акциите му ги отстапува на малцинскиот партнер. А тоа е Марко Петрович. Тендерот кој е распишан на 11 декември 2011, Ивона Талевска се повлекува на 20 декември 2012 година. Па јас зборувам за здравство, не зборувам за становите на Силвана Бонева, тоа е нова тема. Јас зборувам за здравство и за тендерите како се добиваат. Затоа ќе ве замолам, јасно ми е дека сакате да го скриете криминалот на вашата владеачка партија, ама вистината мора да излезе. И сега, кој е тој што ќе добие тендер од 1 милион евра, а
ќе отстапи собственоста на некој друг. Значи, почнува да се размотува клопчето и решивте да фирмата го смени собственикот. И велите дека јас тогаш, ве цитирам вас, јас тогаш ништо не знаев кој е собственик на фирмата. А видете дека вие во тој момент сте пуштиле писмо врз кое се менува текстот на тендерската документација. Значи ги менувате условите на тендерот, еве ги условите на тендерот, во кои стои текстот што се менува, дека се брише оној дел каде што понудените сертификати потребно е да бидат со рок на важност и така натаму, и во новиот текст вметнувате дека треба оној што конкурира на тендер да има најмалку 3 реализирани договори за набавка на ист или сличен вид во последните 3 години во Република Македонија или во земјите членки на Европската Унија или ЦЕФТА, за да може партнерот на Ивона Талевска или Ивона Талевска да го добие тендерот кој нормално ќе видиме каде ќе завршат овие пари. Јас не верувам дека уредничката ќе ја почестите со милиони. Можеби ќе ја почестите со место во Агенцијата за медиуми, но овие пари ќе завршат на некој други места. Ветивте, господине министер, на комисијата дека јавно ќе објавите тендерската документација. До ден денес такво нешто не се случи. Понатаму ветивте дека ќе ги објавите понудите од останатите фирми и да видиме како тоа, како што не убедувавте на комисијата, 20 пати паѓале цените или за 20 милиони не можевме да ве разбереме. Ниту ни ги доставивте банкарските гаранции, подпишаниот договор за да видиме како завршила оваа навистина добра бизнис делка, и велите дека вие воопшто не знаевте за такво нешто. Како не знаевте за тендерот, а знаевте навреме да ги смените условите за да се добие и да биде прикладен овој тендер за Ивона Талевска. Ова не е малку неетичко, ова е неморално, ова е крајна корупција од невидени размери. Зашто, господине министер, треба навистина да си понесете одговорност и навистина да дадете одговор на сите овие поставени прашања кои веќе 2 недели во ова собрание ви се поставуваат, а вие од кој бегате. И замислете, оваа опрема која е набавена преку фирмата на Ивона Талевска, ниту една од клиниките нема потреба за такво нешто. Се сеќавате на писмото кое госпоѓа Шекеринска ви го цитираше, дека сите клиники се оградуваат од таква опрема и дека тие немале потреба за набавка на таа опрема. Но се знае, план е план, наредба е наредба. Вие можеби не сте оној што ги мести тендерите, но вие сте извршител кој треба да ја заврши работата, милионите да дојдат во вистинскиот джеп. И немојте да се браните со морал, со етичност, за кој немате образ тоа да го правите. На повидок, односно веќе излезе една голема корупција, еден мега скандал кој е тежок милиони евра. А ова е само почеток на вашата набавка на медицинската опрема со која се расфрлате 7-8 години, за кој топрва треба да дадете отчет пред граѓаните. И, господине Трајко Велјановски, немојте да ме прекинувате кога зборувам од говорницата. Јас не сум виновна што вашите функционери, вашите координатори набавиле станови, набавиле подруми каде што можат да се сместат цело семејство. Не сум виновна, туку да си ги средите работите, да си го изчистите дворот од вашите редови, а потоа да плукате и да фрлате камења по опозицијата и да се фрлат милиони евра за црнење на опозицијскиот лидер.